Ова беше тешка глупост, бричи. Дуци? Да. Текст од песна што во последно време ти самотан из глава. Многу текстови имам напишано во последно време особено, не откривам зашто, нека биде изненадување, ама најкејф ми остаи и ми направи текстот што го напишав за песната Подајте си рака, за проектот Светот на Биби, тоа е наш анимиран цртан. Музиката и аранжманот ги правеше Гоце, мене ми ја дала шансата да го напишам текстот, мислам дека добро го направив тоа и секогаш кога се работи за деца сакам да дадам максимум зашто многу ми се драги и сакам да растат како што треба. Најлудата работа што сум ја направил за другар. Што знам, има многу работи што сум направил за другарите и они за мене, луди, не луди, добри, лоши, секакви. Не знам, не би издвоил ништо, само би кажал дека имам супер добри другари и сакам да ми останат истите цел живот. Твојот животен стил опишан со еден збор би бил фристайл. Најтешко ми е да сум дисциплиниран за... Не знам, у принцип сум дисциплиниран за многу работи, ама... не знам, кога се работи за себе и кога треба да си го средам својото и својот мал круг, тогаш може сум најнедисциплиниран. Уметничко дело што ми оставило најсилен впечаток. Уметноста секогаш знаела да ме импресионира, мада јас сум лик што не ме импресионираат стварите толку многу што знаат да ми сменат нешто до крај на животот. Имам многу другари уметници, цел живот ги пратам и тоа се солидни уметници, ама кога го прочитав прашањето ми се смота само една слика низ глава, би го поздравил Петар Младеновиќ, тој е мој другар, и мајка му Весна, која што има насликана една многу добра слика и седи кај него во соба и ми беше инспирација за да го снимам првиот албум. И би ја поздравил моментално Весна Младеновиќ и детето што паѓа, а сликата која ќе ја свртиш наопачки изгледа дека детето скока највисоко во свет. Тоа ми беше многу голема инспирација. Од традициите вкоренети во нашиот народ најмногу ја почитувам. Не сум многу нешто традиционален лик, мада ги сакам тие работи. Што знам, во моето семејство се практикува една ствар за Божик, кога сме сите тука, сакаме сите да бидеме заедно на вечера. Има еден момент каде што татко ми, не знам, тоа сум го гледал од дете, не сум го сваќал, ама ми било многу значајно. Има момент кога ја отвора вратата и вика ајде повели дедо Боже. И сега тоа е најверојатно некоја традиција што они си ја зборат со години, што значи дека на Божикната вечера треба да отвориш вратата за да влезе дедо Боже. Сватете си го тоа како сакате, ама мене ми беше можеби најдрагото нешто што ми се случува во семејството од дете до денес. Најубава детска игра што си играл во детството. Билјарда работи. Порано немаше дигитални игри толку многу, немаше компјутери, немаше Sony PlayStation, тоест имаше, ама сите беа не толку развиени како сега и највише мораше да си играме надвор нормално. Би ги извил граница, сите знаете што е и дефинитивно асоциација. Рап затоа што ме исполнува, затоа што го слушам од дете, затоа што најлесно се изразувам кога се изразувам писмено и затоа што сакам ритам, сакам флоу и сакам да редам стихови и рими, затоа што рапот е најчесто поврзан со животот и со социјалните проблеми и действија што се околу нас. Првиот пат кога го излегов на Бина помислив, тука ми е местото и не си идам никад. Растев слушајќи ги Public Enemy, Cypress Hill, EPMD, Wu-Tang Clan, Onyx, Mobb Deep, Nas и сите тие артисти, Tupac, Biggie, све она што ги одбележа 90-тите, тоест годините во кои што јас растев. За рапот најмногу научив од... искрено највише научив од слушање рап, научив од луѓето околу мене што слушаат рап, ама највише научив од себе, затоа што рапот е музика во која што мораш да еволуираш, никој не се родил спремен. Дали сте свесни колку добар проект е Легијата? Па до негде сум кога некој ќе дојде и кога ќе ти каже, не сум затоа што никогаш во животот нема да се најдам од другата страна на бината, тоест нема никогаш да бидам фан и публика па да знам како нив им значат стварите што ние ги кажуваме. И се надевам дека ќе дојдеме наскоро со нов албум. Песните што ги пишувам најчесто се одрас на 99% се одрас на тоа како се осеќам во моментот и на тоа што се случува околу мене.
Најдобар настап што сум го имал, дефинитивно соло концертот во МКЦ и МК рапери од моето детство. Просто едноставно. Сав, джаканакот, чиста околина, уличен ритам и мо узвантат. Толку.